Благодарам, госпоđo председател. Почитувани колеги, господине министер за финансии, искрено вака не ме бендисува дебатата која што ја водиме по конкретниот амандман, бидејќи ако добро го слушнавте образложението на министерот за финансии и на репликата на координаторот на Социјалдемократскиот сојуз господинот Тунтев, тие вака диаметрално се разликуваат. Бидејќи она што го разбрав од министерот се работеше за определена форма, за начин, дека во таа ставка што се бара со овој амандман да се издвоја средства за штетите од земјотресите во Охрид, Охридско, Ресен, Струга и така натаму, дека во таа ставка нема доволно средства, односно онолку колку што бараме да се издвојат. А не дека е проблем воопшто да се издвојат тие средства. После тоа го слушаме колегата Тунтев, дека спори дека е проблем воопшто да се издвојат средства, дека не требало политички маркетинг и така натаму. Дајте да не зборуваме со политички вокабулар. Дајте да зборуваме за потребите на граѓаните. Добро кажа колегата Антонио Милошевски, значи овој амандман не е ниту препишан, ниту допишан, ниту надпишан. Напишан е во последно време со оглед на потребите на граѓаните во овој регион заради земјотресите. И ниту ги двоиме по партиска, ниту по верска, ниту по етничка основа. Дајте, ако навистина имаме желба, имаме можност како комисија да изнајдеме форма да одвоиме средства. Може би е точно што го кажува на господинот Тунтев, дека не биле појдени секаде, не биле завршени проценките и така натаму, меѓутоа проценките течат. И од страна на комисии на општина Охрид, и од Институтот за земјотресно инженерство, и од сите релевантни институции во државата. И еден ден ќе појдат кај секој човек. Меѓутоа треба да знаеме дека до крајот на годината треба да имаме на ставка резервирано средства. За од тие средства, ако имаме желба да ги обештетиме граѓаните. Ако сега не издвоиме средства, јас не окривам Министерството за финансии, тие не можеле да предвидат дека ќе има земјотрес, дека ќе има штети на граѓаните. Меѓутоа, еве се случи и затоа го поставивме амандманов. Ниту е за политички поени, ниту е, не знам како да ви кажам, ајде заеднички да го поднесеме ако сакате. Да го модифицираме, да од друга ставка да ги земеме средствата и да го поднесеме заеднички, ако имаме желба, да не се пишувале поените на ВМРО и на коалицијата. Ама дајте прво да се сложиме, дали имаме навистина желба да им помогнеме на луѓето или немаме. И луѓето треба да знаат, ако сега не издвоиме средства со овој ребаланс, до следната година, додека почне буџетот за следната година да биде ефективен, нема можност луѓето да се обештетат за мали, за големи штети, пукнатинки на фасада, без разлика. Од 1 денар до не знам колку денари. И точно е и тоа, ево да сме коректни, дека ова сума може би е и мала, може би и голема, не знам. Меѓутоа, треба да издвоиме некаква сума од она што имаме генерално сознание од комисијата од општина за направените штети како резерва. И со таа сума да можеме да покриеме одредени, да речам, проценки што ќе се проценат и така натаму дека се реални штети. Дајте прво да се согласиме дали имаме желба да помогнеме или немаме желба. Ако имаме желба, ќе изнајдиме формата, ќе изнајдиме ставки од кај да повлечеме средства. Ево еден дел кажа министерот дека на таа ставка се слободни, ќе најдеме уште една ставка, заеднички ќе поднесеме амандманот, комисиски ако сакате. Само дајте прво да се согласиме, сакаме да помогнеме или не сакаме да помогнеме. А другото сето е решливо, само да има добра волја. Благодарам.